Се ближи крајот на годината, период во кога сите гледаме кон следната и се запрашуваме што ќе ни донесе таа. Со визијата Урбанаут, Мини ни покажува како го замислува развојот на внатрешноста на своите идни модели. Автоспортот секогаш бил еден од столбовите на Мерцедес. Со GT AMG Black Series повторно е покорен Нурбургринг. Првиот електричен автомобил на Honda е избран за автомобил на годината во Германија, а ви носиме впечатоци од првото возење на новата генерација на Dacia Sandero и Stepway. Добро дојдовте во нашето ново издание. Атрактивноста на спортско корисните возила, особено во компактниот сегмент, го натера Cadillac да одговори на овој предизвик. Пред 2 години го представи XT4, а веќе направи известни измени на ликот и во опременоста. Американската марка е позната по правење на луксузни и големи возила. Теренецот Escalade е еден меѓу најголемите што може да се купат, а неговата мини верзија храбро и самоуверено стапи на пазарот. Тоа се покажа како успешна стратегија, бидејќи XT4 ги содржи истите гени, луксуз и наметлив дизајн како знаменосецот Escalade. Кабината е извонредно рафинирана и просторна, проткаена со најмодерната електроника и конективни технологии. Сериозно се работи на проширување на моторизацијата. Во игра е само дволитрениот бензински турбомотор со 237 конски сили. Неговата економичност е подобрена преку деактивација на цилиндрите при мали оптеретувања или во градски услови на возење и 9-степениот автоматски менувач. Нема да изненади во текот на идната година да се представи плагин хибридна изведба која ќе го засили ефектот на моторот и економичноста. Бројките од продажбата за овие 2 години присутни на пазарот се охрабрувачки. XT4 се продава во Соединетите Американски држави и Мексико, каде повеќе од 54.000 купувачи се одлучиле за малиот диамант. Почетната цена од неполни $36.000 е атрактивна и конкурентна. Како потврден премиум автомобилски производ од Америка, Cadillac се бори со германското трио Audi, BMW и Mercedes. Тоа е тешка задача, па дури и на домашен терен. Возните својства се засилени со активно надгледување на адаптибилното подпирање, кое на секои 2 милисекунди ги мониторира информациите и доколку има потреба, активира адекватна асистенција. Вака стокмениот XT4 е добар за американскиот пазар, но болката на марката е што не поминува во Европа. Можеби токму компактниот XT4 е производ што е способен да се одмери на стариот континент. Има адекватни димензии, атрактивен изглед и конкурентна цена. Германското жири за доделување на наградата Автомобил на годината има поделено кандидати во 5 групи, од чии победници се избира севкупниот лауреат.
Помеѓу 5 финалисти, победници во своите класи, 3 се електрични возила. Сепак, титулата ја однесе електричниот првенец на Honda. Конкуренцијата беше остра, бидејќи се состоеше од одлични автомобилски остварувања. Иако нова во приказката на електрични возила, Honda со својот модел едноставно наречен E, првично за господари во категоријата нова енергија. Оттаму ги освои срцата на новинарите со низините возни својства, рационалност и лесна употребливост. Honda зеде обврска половината од моделите да се електрифицираат до 2025-та, а до 2030-та таа бројка да достигне 80%. Основната верзија на Honda E ќе доаѓа со електромотор од 136 конски сили, а е планиран и негов дериват со 154 коњи. И во двата случаи батерискиот пакет од 35,5 киловат-часови и треба да овозможи автономија од 220 километри. Ова беа доволни аргументи Honda да го освои германскиот престол. Volkswagen двојно се офајди од изборот. Тој доби двајца финалисти во две различни категории. Сосема очекувано и логично Golf 8 исплива во групата на компактните возила, додека потполно електричниот ID3 собра најмногу поени во категоријата премиум. Осмата генерација на Golf не само што ја продолжува иконската лоза, туку внесе темелна дигитализација. За популарниот крал на класата не беше доволно само да продолжи понатаму, туку внесе широк избор на изведби и моторизација. Каросериски се прошири во каравани и all-road изведба, додека погонските групи доживеа експанзија. Задржани се теде и моторите, бензинците се засилени, воведен е плагин хибрид и потполно електрична изведба. Силна страна е распонот на силата што е понудена низ целата ганма, започнувајќи од разумни 105 па се до бомбастични 315 коњи. Од друга страна се наметнува потполно електричниот ID3, кој од самиот почеток тргна темпераментно. Опремен со батерија од 58 киловат-часови, успеа од фабриката во Цвикау, Германија, до Шафхаузен, Швајцарија, растојание долго 532 километри, да ги помине со едно полнење. Ова е прв рекорд на потполно електричното возило, чиј официјален дострел измерен според нормата WLTP изнесува 420 километри. Пионерскиот ID3 е основа и за првото електрично спортско корисно возило на Volkswagen ID4. Дека непристрасноста и објективноста игра водечка улога во германското жири покажа изборот на шведско-кинескиот Polestar 2 во друштвото на луксузни автомобили. Се темели на модуларната платформа развиена од швеѓаните и има два електромотора кои развиваат вкупно 408 конски сили. Со едно полнење на батериите со капацитет од 78 киловат-часови вградени во подот може да помине 500 километри. Поради атрактивниот дизајн и перформансите ќе биде сериозен конкурент на Тесла. Во борбата за титулата од првата позиција од категоријата перформанс се приклучи BMW Alpina B3, која не треба многу да се представува, барем не на оние кои имаат бензин во крвта. Alpina е компанија која повеќе од половина век ги прави автомобилите на BMW подобри. По третманот низ кого поминуваат моделите стануваат синоним за перформанси и атрактивен изглед. Овогодишната конкуренција јасно го покажа смерот на развојот на мобилноста. Германија не е само голем консумент на возила, туку е меѓу главните играчи помеѓу производителите. Овие два факта покажуваат дека електрификацијата е во главната улога, но се уште не се гледа крајот на моторите на внатрешно согорување.
чоколада. Открите најновата понуда за Peugeot 208, 308 и 2008 по повод 210 годишнината на брендот. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Мали, сладки, крцкави топчиња од чоколада. Топчести, мали, крцкави чоколадни сладки. Чоколадчести, крцкави, мали топчиња. Чоко Стоби, неописливо добар. Визиите се почетна точка од реализирањето на иднината. Спротивно на сите норми, Мини во проектот Урбанаут тргна од внатрешноста и се задржа само на неа. На подвозието од електричниот Мини направени се неколку идејни решенија кои од кабината прават место за одмор, работа или дружење. Дотерувањето на интериерот по сопствен вкус е резервирано само за луксузните лимузини. Така и ќе остане. Од сега и купувачите на разумно скапите автомобили ќе можат да имаат слична привилегија. Mini Vision Urbanaut е студија направена по обратен редослед, од внатре кон надвор. Во фокусот на вниманието е внатрешноста и просторноста со ограничување да останат на постоечкото подвозје што го користат сите модели на Мини. Визијата предвидува 3 основни идеи за употреба на времето поминато во возилото. Чил е замислен да пружи релаксација и удобно катче за работа додека се патува. Вандерлуст е задолжен за автоматизирано и автономно возење, додека Vibe го става во прв план времето поминато помеѓу луѓето. Внатрешниот дизајн има креативна апликација во просторот преку иновативниот концепт добиен со употреба на новата електрична платформа. Сите овие идеи се правично дигитално изработени, а потоа систематски оптимизирани. Каросеријата на Vision Urbanaut е необично висока за Мини, но на 4,46 метри должина овозможува внатрешен простор кој може да се дотера на различни начини според различни потреби. Во основа кабината е осмислена како мултифункционален 4-сет, лесен за трансформирање. Така сопадничкото седиште се ротира за 180 степени, а задните седишта може да се претворат во Г гарнитура и така оформуваат удобно катча за престој и патување. Интериерот е изработен од одржливи и лесно обновливи материјали како одговорно однесување кон природата. Поради тоа намален е бројот на компонентите на надворешноста и внатрешноста. Употребата на рециклирани материјали ги замени хромот и кожата, рационализирајќи го пристапот во дизајнот.
Доминантен материјал е текстилот, чии својства и обработка пружаат чувство на удобност и топлина. Надворешниот дизајн дава предлог за задржување на духот на мини, но во поинаква форма. Не мора да значи дека оваа студија ќе се појави како финален производ, но повеќе од сигурно е дека елементите од Vision Urbanaut ќе се најдат во идните модели од Оксфорд. Три букви во името на посебните модели на Мерцедес означуваат изработка и перформанси на хиперавтомобил. AMG го преработи моќниот GT и му даде црна етикета. Неговите 730 коњи и 800 Нм се праќаат од V8 мотор засилен со две турбини, перформанси доволни за нов рекорд на зелениот пекол. Mercedes AMG Black Series GT од 730 коњски сили е најбрзиот сериски автомобил на Nordschleife во Нурбургринг. Возачот на GT трки, Маро Енгел, го бркаше улично легалниот тркачки автомобил со V8 мотор за 6 минути и 48 секунди и 47 илјадитинки на вкупното растојание од 20.832 метри. Со брзина од скоро 270 км на час во областа Кеселчен или далеку на 300 км на час во долгиот правец Датинген-Хоe, црната серија AMG GT е значително побрза од мојот тркачки автомобил GT, изјави возачот Маро Енгел по поставувањето на рекордот. Во рекордните возења на патеката Нурбургринг Nordschleife, која се смета за најтешката тркачка патека во светот, од минатата година се сметани 2 круга со различна должина. Кај Mercedes AMG црната изведба стана синоним за посебен вид на автомобил. Експресивниот дизајн со нагласени спортски цитати е во служба на најсилниот V8 мотор на куќата. Неговите перформанси може да се дотеруваат според потреба на различни тркачки патеки. Инженерите специјалисти го подобрија проверениот 4-литрен V8 битурбомотор за да испорача уште подобри манири во крајни оптеретувања. Покачено е нивото на сила и вртежен момент, а со тоа реакцијата на командите, што е од пресудно значење на патеката. Рационалноста на германците се гледа во хомологирањето на црната серија на GT и покрај екстремните 730 коњи и мамутските 800 Нм вртежен момент може да се регистрира и користи во секојдневен сообраќај. Прашањата од типот колку чини и колку троши се непристојни во оваа прилика. Ова е автомобил наменет за господа кои не дискутираат за секојдневните прашања, а живеат во светот на големите заработки и високите брзини. Добар ден, најавивме на почетокот на емисијата ексклузива, а таа ексклузива се вика Dacia Sandero. Новата генерација на Sandero нуди две опции како и предходните. Една патничка и една произлезена за да делува како да е спортско корисно возило. Sandero напред делува, односно изгледа исто. Еве, погледнете оваа патничка верзија што имаме овде, тие изгледаат идентично исто. Додека степли поради повисоката контура и се разбира кромните, односно покривните носачи, има типично офроудерски изглед. Но не е само изгледот. Исто и опременоста на стеклей е нешто поинакво.
Јас дојдов да ја возам Sandero и Sandero Stepway, овие два нови модели на Dacia, колку да се запознам со нив, а се разбира дека кога ќе ги имаме во Македонија, ќе ги имаме на еден подолг тест. Па, да видиме што можат овие два автомобила да направат, кои се нивните предности, кои се нивните слабости. И да почнеме од внатрешноста. Мој фаворит е Stepway. Зошто? Затоа што има потполно поинакво средена внатрешност. Погледнете само оваа комбинација што ја нуди помеѓу рака на срце, грубата пластика, но и штофени материјали. Исто така, боите во внатрешноста даваат една посебно чувство на хармонија која владее во внатрешноста. Немојте да заборавите дека Stepway иде и на емоции. Па, напишано е неговото име дури и на седиштата. Се разликува во генерална основа изгледот на внатрешноста во Sandero и Sandero Stepway. Мој фаворит е Stepway не само поради опременоста, туку и ради емоциите кои ги дава за разлика од обичниот Sandero. Sandero и шмекерскиот рафинат Stepway се борат во силен сегмент каде се присутни одлични автомобили. Sandero сега е наоружен со модуларната CMF платформа на која е поставен Renault Clio што му дава дополнителен ветер во грбот. На вкупна должина од 4088 мм поставена е зрело дизајнирана кабина и солиден простор во внатрешноста кои се крајно рационално осмислени. Истиот дизајн е применет и кај верзијата Stepway која треба да биде ориентирана кон купувачи кои им даваат предност на модерните естетски пристапи. Повисок од донатарот за 41 мм и има изразено теренски изглед. Тоа е поради поголемите 16-инчни тркала, покривните носачи, биколорноста на решетката и дополнителните пластики. Трицилиндричниот мотор од 1 литар е единствениот на располагање, но доаѓа во 3 изведби. Кај најефтиното Sandero има само 65 конски сили. Посилните две изведби се опремени со турбополнач кој помага да се испумпаат 90 или 100 конски сили. Оваа последната работи на бензин и на плин, комбинација која дава можност со едно полнење да се поминат повеќе од 1200 километри. Овој модел не беше на репертоарот. Модерниот воздржан стил на Sandero успешно е помашен со рационалниот пристап. Дел од стратегијата е да биде понудена поевтина верзија без компромис на функционалноста и безбедноста. Од возачка перспектива не изостанува ништо. Инструментите се јасни, позицијата на манипулаторите за вентилација логична, седењето дава прегледност. Аплицирани се проверени решенија, додека трендовските одат кај Stepway. Тоа се оправдува преку различната целна група купувачи. Во ниту еден случај не може да се каже дека Sandero е инфериорен. Напротив, тој ги има сите атрибути рамноправно да се носи со конкурентите. Задвижуван со трицилиндерски мотор од 90 коњи пренесувани преку 6-степена мануелна трансмисија, овозможува добра мобилност. Менувачот е еластичен, давајќи дополнителна лежерност во возењето. Возните својства се добри и се вклопуваат во очекувањата и потребите во класата. Дури изненадува стабилноста во свиоци. Борд компјутерот пријави просечна потрошувачка од 6,7 литри бензин, а достигнав максимална брзина од 170 км на час и при тоа не почувствував нелагодност. Поминатите километри ме убедија дека Dacia Sandero станува сериозен играч на пазарот, нудејќи проверена технологија и рационална опременост.
Кај шминкерскиот степвеј со цевете менувач и 90 конски сили се чувствува зголемената височина. Притискањето на старт-стоп копчето го следи остар звук на моторот. Во тек на возењето неговите перформанси се покажаа како адекватни за поставената задача. Силата се пренесува преку безстепена трансмисија наменета за конформистите. Сепак бучното работење, мрзливиот одговор на забрзувањата и потрошувачката од 8,1 литар фрлаат сенка на првобитната намена. Во тек на возењето имаше ридски рути со многу свиоци. Подвозјето е добро избалансирано со отсуство на финеса која најмногу се гледа преку управувачот чија прецизност би требала да биде дотерана. Форсирањето на свиоците со повисока брзина може да биде многу возбудливо поради склоноста на надуправување. Од друга страна, естетски е сосема добро стокмен, има добра ергономија и чувство во кабината е пријатно. Робусниот надворешен изглед пренесен е внатре. Биколорниот амбиент е во согласно со трендовите на поскапите модели, исто како екранот осетлив на допир. Таквите компромиси треба да се очекуваат, бидејќи на Dacia и е важно да постигне пониска цена, а со тоа поголем пласман што уште еднаш ја потврдува намената на степвеј. На прво место се амбиентот, солидната мобилност и фер понудата, што во овие услови е силен фактор за одлука на купувачите. Македонската премиера ја очекуваме најдоцна во март со најавена атрактивна цена. За моделот со турбобензински мотор од 90 коњи и мануелен 6-степен менувач, кого и јас би го одбрал наместо поскапата CVT опција, ќе се продава за 11.950 евра. За Sandero информациите се пооскудни и нема утврден план кога и по која цена би се продавал. Во секој случај, дуото Sandero Stepway нуди две опции. Првата е за рационални, а втората за емотивни купувачи. Двете категории се спротивни, но ги обединува желбата на купувачите да добијат повеќе за парите. Dacia, Sandero и Stepway се светла точка за сите оние кои сакаат и имаат потреба од возило, а немаат доволно буџет. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Ви благодарам на дружењето и се гледаме следната седмица во истото време и на истото место. Бидете во добро здравје и расположение.